Inga populi, un vi ga stresa ju. Воинственото видео на Али Ахмети што беше споделувано по социјалните мрежи од членовите на ДУИ мистериозно исчезна. По само неколку часа, снимката во која Ахмети се представува како генерал на УЧК, кој не изгубил ниту една битка, со кадри од конфликтот во 2001, ја снема од социјалните мрежи Facebook и TikTok. За сега не се знае кој ја дал наредбата видеото да се пушти, но никој наредил тоа итно да биде тргнато. Дали тргањето на видеото можеби е поврзано со декретот на американскиот претседател во заминување Бајден, кој го прошири опсегот на делата заради кој некоја личност може да се најде на црната листа. Меѓу другото, место на црна листа сега ќе има и за лидери или функционери кои се обидуваат да го нарушат мирот и стабилноста на Западен Балкан. Ова не е прв пат Ахмети и ДУИ да користат вакви обиди за да го мотивираат членството, но и за да се покажат како некој политички фактор кој што може да направи дестабилизација, коментираат дел од политичките аналитичари. Љузин Фаризи вели дека ДУИ го изгубиле компасот, но и целата поддршка што ја има. Не се сеќаваме кога Ахмети имал последен состанок со некој од странските амбасадори во нашата држава, тоа е првото. Второто е, тој нема веќе поддршка од страна на самите албанци внатре во државата, па ниту еден нормален албанец не би сакал да се врати 2001 година, а и политичкиот амбиент не е таков за да имаме ние конфликти и другото е, тој нема поддршка ни од регионот, ниту пак од диаспората. Ова видео е исечен дел, постои поголема видео снимка и досега неколку пати е пуштана во јавност, појаснува Фаризи. Тој вели дека се пушта по потреба, секогаш кога партијата сака да направи некаков ефект, но никогаш тоа не им успева. Во кампањата даве големи изјави како што донесете ми го мечот да го употребувам. Јас сум ја рушил Југославија, јас сум дојден од војна и така натаму. Тие сегаш ги употребуваше како алатка за да собере повеќе гласови, па да може да се пазарува. Тој меч од тогаш кога го бараше се пазаруваше со Зоран Заев во 2020 година и ја доби таа моќ на власт кој го злоупотребеше само во криминал и во корупција. Во меѓувреме, наголемо се зборува дека вечниот лидер на ДУИ Али Ахмети е на добар пат да биде новото име на црната листа на САД, поради инволвираноста на неговите најблиски луѓе во криминал и корупција, но и поради заканите за дестабилизација во регионот. Иако и сега интегративците се оградија од видеото и тврдат дека е спонтано споделено, сепак Али Ахмети досега се закануваше. Последно, без аргументи за осомничениот бегалец за корупција Артан Груби, тој порача дека немало да дозволи македонците да бидат аги, албанците слуги, а ДУИ ќе бил ураганот што ќе го спречи тоа.